Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Охридските бродари со оптимизам ја почнуваат летната сезона. Очекуваат повеќе туристи, повеќе панорамски тури и уште поголем интерес за пловење по Охридското езеро. Со првите сончеви денови започнува да се зголемува бројот на гости и интересот за прошетки. Бродари и собственици на катамарани велат, очекуваат успешна сезона и повеќе гости, особено странски туристи кои се почесто го избираат Охрид како мирна и атрактивна дестинација за одмор. Најголем интерес има за кратките тури долж Охридското крајбрежје, но и за подолгите прошетки до Свети Наум. Се надеваме дека ќе биде добро. Добро лето, ево сега врнеше, што врнеше, очекуваме сонце да имат, туристи повеќе, со војни веќе во светот, се надеваме дека туристи веќе се насочат баш оваја кај нас, на нашиве страни, па би требало да биде добро. Најбарани нормално се пократкиве и Свети Наум. Овој што се пола сад пристаниште Канео, Горица, Титова резиденција и така. А исто Охрид, Свети Наум, тие ни се стандард, бидејќи е убава, долга и така. Таа ни е најдобра. Освен разгледување на природните убавини, туристите за време на пловидбата често се интересираат и за историјата на Охрид, старите цркви и карактеристики на езерото. Бродарите велат дека иако не се туристички водичи, се трудат на гостите да им пренесат точни и интересни приказни. Во последниве години се почести се и приватните забави и романтичните прошетки со катамараните, особено во вечерните часови и за време на зајди сонце. Има запросувања оне девојачки, како ги видите, оне вечери на сансет, зајди сонце, и многу забави други што си ги правиме и ние сами, само иницијативно, даваме пијачка, сок, све, винце ако треба и така. Значи, има забави и ги носиме многу пати до црквата Свети Јован, па после ги земаме назад, се запросуваат венчавки, све. Мислам дека не мислам, него сум сигурен дека се многу задоволни. Се задоволни, посебно странциве и нашиве, нормално. Само што му идив малку поскапо. Сите што ќе дојдат, вика дека повторно ќе се вратат. Катамарани ве гледате и кај Чинава веќе све повеќе се множат, значи порано многу ретко се турни, сега е веќе нон-стоп, значи стануваме, мислам. А и имаме и добри и ресторани, и хотели добри, и во тој смисла све е окей. Бродарите очекуваат лето во Охрид повторно да биде меѓу најпосетените туристички центри во регионот. Велат дека интересот расте од година во година, а гостите се почесто се враќаат повторно, привлечени од природата, езерото и уникатното доживување што го нудат прошетките по езерото. Охрид продолжува со реализација на инфраструктурни проекти насочени кон подобрување на условите за живот во руралните средини. Целосно е асфалтиран патот кој од магистралниот пат води до селото Завој, со што жителите добиваат побезбедна и поквалитетна патна врска со градот и околните населени места. Од локалната самоуправа информираат дека развојот на патната мрежа останува еден од главните приоритети со цел рамномерен развој на целата територија на општината. Секое населено место заслужува модерни и безбедни патишта. Со ваквите инвестиции ги поврзуваме сите населени места, го олеснуваме секојдневието на граѓаните и создаваме услови за локален економски и туристички развој. Охрид се менува на подобро секојдневно, посочува градоначалникот Кирил Пецаков. Асфалтирањето на патот до Завој е дел од пошироката стратегија за реализација на капитални проекти кои треба да придонесат за подобра инфраструктура, поголема безбедност во сообраќајот и подобри услови за развој на туризмот и локалната економија. Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека автопатот Кичево-Охрид ќе биде завршен најдоцна до првиот квартал следната година согласно планираниот рок. При посетата на Кичево Мицкоски посочи дека интензивно се работи и на делницата Гостивар-Букојчани и Тетово-Гостивар. Пред неколку дена заедно со новинарите извршивме увид во градежните активности на автопатот. Повеќе од 1 милијарда се инвестирани во оваа патна делница и очекувам автопатот Кичево-Охрид да биде завршен најдоцна до првиот квартал следната година.
изјави Мицкоски. Тој додаде дека се разгледува и можноста за утврдување одговорност за состојбата во која бил оставен проектот во минатото. Во однос на делницата Гостивар Бокојчани, премиерот истакна дека реализацијата е во напредна фаза и дека значителен дел од трасата е пробиен. Според него целосно се заокружени и имотноправните односи, што му овозможува на изведувачот непречено да продолжи со работите над автопатот. Дивата депонија во Струга, која постои речиси 20 години, останува еден од најсериозните проблеми за граѓаните. Беше посочено на трибината Кажи си ја маката, организирана од Сдруженијата Замисли и Солуција. Депонијата се наоѓа на само 500 метри од првите кујки од речното корито на Црн Дрим и едва 2 километри воздушна линија од Охридското езеро, кое е заштитено од УНЕСКО. На неа се одлагаат над 40.000 тони отпад годишно, вкопана е 10 метри во земја и висока над 20 метри. Бидејќи не е по стандарди и нема контрола за отпадот што се одлага преку подземните води, ги загрозува Дрим и езерото, а со честите палења и воздухот во Струга и пошироко, истакна на трибината адвокатот Глигорije Ќатовски. Тој информираше дека по одбивањето на тужбата од домашните судови, случајот е доставен до Европскиот суд за човекови права кој ја прифатил апликацијата. На трибината беше посочено и дека изградбата на регионалната депонија во Новаци се уште не е започната, иако требаше да биде готова до крајот на 2024 година. Во меѓувреме, граѓаните предупредуваат дека се поголем е бројот на диви депонии кои никнуваат во Струга, во Охрид, долж крај брежјето на Охридското езеро, па дури и на Галичица. Граѓаните алармираа и за други локални проблеми, меѓу кои недостигот на вода за пиење, урбанистичкиот хаос и недоволната туристичка инфраструктура. Поради најавените лоши временски услови, саемот за волонтерски можности Chill and Connect, кој требаше да се одржи утре, се презакажува за 29 мај, информираат од Младински центар Охрид. Од организацијата посочуваат дека локацијата и терминот на одржување остануваат непроменети. Настанот ќе се одржи на плоштадот Христо Узунов кај Пако Хаус во периодот од 11 до 15 часот. Организаторите најавуваат дека сите планирани содржини остануваат во програмата: презентации на волонтерски организации, фестивали, интерактивни активности, музичка програма со диџеј сетови, кафе дружење и можности за приклучување во летните случувања во Охрид. На третото издание на саемот ќе учествуваат повеќе организации, иницијативи и фестивали, меѓу кои Охрид Ултра Трейл, културолошка иницијатива 5 до 12, Црвен крст Охрид, Суп клуб Охрид, Биш филм фестивал, Лихнит Кофи Society, планинарски клуб Берти Трейл, Академија Сјај и Охрид коктел фестивал. Настанот годинава ќе се реализира во попуштен и интерактивен формат со цел младите, средношколците, студентите и граѓаните поблиску да се запознаат со можностите за волонтирање и активно учество во летните активности и фестивали во градот. Организаторите ги повикуваат сите млади заинтересирани граѓани да присуствуваат, да се информираат и да го пронајдат своето место во летните случувања во Охрид. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и услови за локална нестабилност со врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 20 степени. Утре во Охрид времето ќе биде облачно со сончеви периоди и услови за слаб дожд и посвежо. Утринската температура од 8 степени, максималната дневна до 17 степени. Температурите во Македонија утре во интервалот 6 до максимални 23 степени. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди. Утре ќе биде нестабилно на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд и над 20 литри на метар квадратен, грмежи и силен ветар со брзина и над 70 км на час, како и услови за појава на град. Нестабилно време со врнежи од дожд ќе продолжи до вторник.